Благодарам, почитуван председателя. Морам да кажам дека овој член со должно внимание беше разгледан од страна на пратениците. Имено беше и тема на дискусија и на јавната расправа и поради истото, поради тоа што заслужува и огромно внимание за ваква сензитивна тема, направивме консултација исто така со практичари, со адвокати кои што ја работат оваа тема. Имаше различни мислења и различни толкувања, но по предлог амандманот кој што е поднесен се утврди дека е веќе уредено во друг член од кривичниот законник, имено и во ставот 1 од истиот член 418г, истото е опфатено, имено и со зборот со користолюбие на судот му се дава едно пошироко толкување за да може да утврди по било кој основ злоупотреба или користолюбие на самата жртва и поради тоа што со самиот предлог амандман, со текстот на овој амандман би се стеснила употребата и толкувањето при злоупотреба на една ваква жртва и имплементација на кривичниот законник од страна на судската власт во овој член, утврдивме дека амандманот е неприфатлив и поради истите причини амандманот не се прифаќа.